Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Врева на радио 3 март година 2017. Сакаме да најавиме изложба која што ќе биде отворена во вторник на 7 март во 20 часот во галерискиот простор на Вондерлуст на улица Македонија. Токму во посочениот ден на посоченото место ќе биде отворена третата поред заедничка изложба на ликовните уметници Игор Љубовчевски и Гордана Винчич, кои ги имам по втор пат во FM Врева на Слободна Македонија. Изложбата носи наслов Шепоти на подсвеста. Навистина е неверојатна синергијата со која што ова творечко дуо создава дела, значи трета поред ликовна изложба ќе биде оваа, втора во Скопје, има една ликовна изложба во текот на летото господово 2016 во Стокхолм во Шведска. Зошто токму во Шведска? Заради тоа што почитуваната Гордана Винчич години на назад живее и твори во Шведска, меѓутоа во моментов имаме голема среќа да биде стационирана во главниот град на Република Македонија, во самото негово срце. Од срцето се разбира, вади од своето срце се што представува ликовно дело и помага Игор Љубовчевски апсолутно дека е така. Драги гости, добар ден, добре дојдовте во Врева на радио по втор пат. Здраво, добар ден. Поздрав до слушателите. Благодариме многу. Шепоти на подсвеста е насловот на изложбата која што ќе биде отворена во вторник во 20 часот во галерискиот простор на Вондерлуст улица Македонија. Зошто токму шепоти на подсвеста? Ајде. Шепоти на подсвеста е поради тоа што јазикот на подсвеста не е толку јасен. Тој доаѓа, значи, од некои можда непознати, сокриени чувства и поради тоа. Добро, подсвеста ќе ни шепоти преку колку дела, колку композиции, како веќе да ги наречеме, ликовни композиции, абстрактни композиции се наброи. Абстрактни композиции, отприлика се околу 40 на дела. Добро, ќе бидат И во изложени. моментов уште ги доработуваме некои. Се надевам дека ќе бидат изложени сите. Така. Ќе изложиме сите, ќе бидат може и повеќе од 40 на дела. Повеќе од 40 дела шепоти на подсвеста. Како ги создавате делата? Значи, кажавме дека тоа е заедничка синергија помеѓу вас двајца, едниот почнува да работи, другиот да работува. Дали и во случајот на шепоти на подсвеста така работевте или пак можеби земате едно платно и двајцата што ви дојде тоа нафрлате на него? Па ги работевме на сличен начин, како и другите дела. Овие се сега абстракции и доста се работени, значи, во едно моментално чувство, спонтано, и представуваат или ја одразуваат нашата подсвест на некој начин. Експресија, екзибиционизам или нешто трето? Па се заедно. Доста се, можда немаат некоја конкретна рефлексија на стварниот свет, што го гледаме околу нас, него повеќе на тој некој имагинарен скриен што е во нашата подсвест. Така, вие велите вака, преку абстрактните дела доаѓаме до најблизок допир со нашата подсвест. Во делата си користиме со визуелен јазик и форми кои се независни од визуелните референции на стварниот свет. Тие се субјективни, имагинарни, творени непосредно, спонтано, со динамичен автоматизам во моментот на изведбата. Гордана Винчич ке напиша вака, психологот, односно психоаналитичарот Карл Густав Јунг вели дека подсвеста континуирано се обидува да не советува и да ни помогне во било која ситуација, во било која потреба. Гордана, како ќе ни помогнат сликите кои што ќе бидат, се разбира, представени пред поширокиот аудиториум во вторник на 7 март улица Македонија, шепоти на подсвеста? Што се можеме да научиме од нив? Ако земеме едно дело, не знам, имаат сите 40 на дела свој наслов? Сите дела одат под насловот Шепот на подсвеста. Добро, меѓутоа имаат ли конкретен наслов, например, не знам, сон, шепоти во сонот, шепоти во Тоа е јавет? до наблюдувачот да пронајде, и тоа ни е исто така идејата, значи сите тие дела да го потикнат наблюдувачот да дојде во контакт баш со својата подсвест, која Добро. што јас и Игор толкуваме дека таа е ризница на мудростите и мајка на сите наши свесни дела. А исто така при самото творење ние дојдовме во контакт со нашите највистински чувства, најискрени, исконски, и истото го посакуваме и за наблюдувачот. Значи тие треба сепак да потикнат и кај наблюдувачот контакт со натрешни некои најубави чувства. Така, Игор, во која техника ги работевте делата? Акрил, туш и може малце јаглен негде ќе ставиме. И во кој формат се? А нешто
поголеми се од А4 формат. А4 плюс, да, може Така. да се Да, каже. да, ти А3 формат. Така. Сега, можеме ли повторно да ја подсетиме јавноста како тоа вие дојдовте на идеја да работите заедно, заради тоа што знаеме дека уметниците се премногу суетни суштества и дека навистина некогаш им пречи една мала сугестија на одредена нивна ева во случајов ликовна тема, вие двајца ите со заеднички сили творите, создавате заеднички дела. Како се надушкавте, како се споивте? Да, малце тоа необично. Да прашуваат и други. Како тоа вие два различни Постојат ли сензибилитета? суети помеѓу вас? Се борите ли? На моменти ги има. Има, ама тоа се ситни ако може да се рече недоразбирање. Тоа е само поинаков начин на гледање на сликата. И како доаѓате до најмал или најголем заеднички содржател? И оставаме таа слика на страна, пуснуваме нова. Аха, така. Додека само си се... Додека одлежи како Да, додека вино. одлежи, додека пак дојдеме до заедничко решение. Така. А сепак Ама забавно ние кога работиме заедно и затоа е ова е трета изложба. Така, сигурно интересно дека. да се каже, можда е таа спојка што се привлековме, кој што викаш, машка и женска енергија. Така? И баш тоа и некако се приветува во нашите дела. Игор е иначе по мене еден од најдобрите цртачи во цела Македонија, а и воопшто во светот, Сите пошто јас негови- патувам и така, имам сите видено негови други колеги уметници. тоа го кажуваат. И тоа е некоја преубава контрола што ја има он во цртежот, додека јас мојот дел е доста колоритен, и малце е така на некоја женска слобода, женска имагинација, и тоа дојде до перфектен спој, си ги видовме тие таленти, квалитети и сметаме дека тоа треба да го споделиме со сите околу нас, да видат кога едно машко и женско се во некој убав баланс. Така. Да, во тоа е нашиот спој, во тоа е нашиот амалгам тука. Она е Јас Она е сум тој малце жената? Не, ама јас сум малце тој поконтролираниот во делото. И- Имаш строги линии од кои што не и излигуваш, Така да одлично ми се надоврзува таа незина динамика на а Гордана знае да излезе надвор од линијата. Да, надвор од кутијата и така Тоа супер спојка е, пошто треба и едното и другото да постои. Така. Сега абстракција, значи се абстрахираше Игор од делава како не контролираше доволно заради тоа што не личи 30 не повеќе абстрактни дела ќе бидат, значи јас не гледам нешто конкретно, концизно што би можело да навести некоја контура, барем според делата кои што ги имам видено делата. Како ги создававте овие дела? Што прв кој како направи? работени се под чист натрешен ритам. Исклучено од секаква свесна контрола. Си ги слушавте само срцето и така ги создававте делата или можеби нешто конкретно слушавте како музичка позадина? Или пак можеби FM Врева слушавте? Па не потикнува малце музиката во позадина, меѓутоа Што ве инспирира во музичка содржина на зборот за да ги создавате овие абстрактни ликовни дела? музичка. Така, Леонард Спомни Коен ги, го се срави се, слушате? кажи. Simple Minds ги слушате? Спомни ги. Низар? Коан ги слушаме. Добро. Игор ни е многу мистериозен. Ке го оставиме вака во рацете на мистериите. Јас и Гордана малку да си промобитиме 3 изложби до сега наназад, од која сте најзадоволни. Значи, третава ќе биде отворена, се уште не е во вторник на 7 март. Меѓутоа, вака гледајќи наназад ите женски, интроспективно, од што Гордана е најзадоволна? Од првата изложба, втората изложба или пак можеби ова што Јас бев сега ќе биде стварно представен? многу воодушевена од реакциите овде во Македонија, поради тоа што јас многу години тука не живеев, во Шведска живеев, колку позитивно македонската публика ја прифати нашата прва изложба со делата од колекцијата Луди. И потоа истите дела, значи оној дел од делата кои беа останати, пошто еден дел се продаде во Шведска поготово, ги покажавме со Игор во галерија во стариот град на Штоколм во октомври. Беше тоа прошлата година и таму скоро сите слики се продадоа. Таа изложба беше многу проследена, исто така тука беше на 2 минути од местото е Кралскиот двор. Така да многу Дали тоа некој беше аристократ нешто. имаше можност да ги погледне вашите синергии времени во Луди? Да, мислам перфектно беше. Имаше некој аристократ? Имате ли некој таков имаше досуг? секакви луѓе Аха. дојдоа и од целиот свет, пошто Штоколм сепак е посетен и туристички град, така да отвори можности за нови покани. Добивме покана за изложба во Данска и така. Што ви е следно? Следното сега ние Со изложба Четврта изложба. тука. Планираме значи во летниот период да Добро. направиме нова изложба со платна, ќе биде Добро. така по да кажеме сериозна изложба. За просторот
нешто договараме, не е уште договорено, ама ќе биде негдека во мај. Добро. Исто така имаме покани за Со соработка со Марвел. Турција, Кападокија. Да, можеш тоа да го кажеш. Ајде. Да ти. Игор, До тебе стигна поканата. ајде, побрзајте само малку, заради тоа што немаме многу време. Значи, ајде, тоа со Турци со Кападокија ми е навистина можна интересно. Тоа ќе биде во летниот период, сме поканети таму да работиме, да изложуваме, исто така и да правиме портрети, значи Добро. брзи портрети. Браво, по тоа сте навистина многу познати, особено Гордана Винчич е позната. Неверојатно, неизбежно лице е Гордана Винчич во последно време на сите оние навистина многу големи манифестации на кои што нели таа седнува и сите присутни психолошки ги толкува преку своето перо. Само да кажеме дека исто во овој период многу е важно дека јас и Игор донираме многу дела исто на добротворни сврхи во Македонија, поготово тогаш за поплавата. Сега пред некој ден исто дадовме за деца и беше глувонеми или со еден Со родител и самохрани, така така. натака. Така. Значи тоа го поштуваме. А марвелите се малце специфични, тоа може и друга прилика да дојдеме. Ќе дојдете да кажеме, секако. само да убаво да се каже дека не контактираа од Марвел. Добро. Значи Марвел тимот од Америка не контактира, што се дел од Дизни продукцијата Браво. за контакт со нас за договарање, не знам што ќе биде, тоа е интервју за нашето цртање, да се види можда и нешто да соработуваме со нив. Во планетарни рамки, дај Боже да ви тргне на вистина во светски рамки да излезете од Македонија, како што впрочем нели Гордана знае и со својот живот да просведочи дека знае да биде светски патник и каде да е, да го види светот сето тоа што таа го носи во себе, на вистина на блескав начин го вади сето тоа од себе и колоритот неизин е на вистина неизбежен и треба да се види. 7 март 20 часот галериски простор на Вондерлуст на улица Македонија. Дамо, господине, до кога ќе имаат можност дамите и господите кои сега не следат да ја проследат изложбата? Мислам дека ќе трае изложбата Месец ден. последниот договор да месец дена, Така. така да секој ќе Значи може да до отиде 7 да април. најде време и да ја види доколку сака. И се надевам дека публиката што ќе дојде и гостите ќе уживаат. Така. И секој сам нека си ги именува делата, пошто апстрактна уметност е неблагодарно да ја именуваме ние. Така. Кој како ќе си доживее. Шепоти на подсвеста, ќе ни шепка подсвеста, нашата лична подсвест и подсвеста на уметниците Игор Љубовчевски и Гордана Винчич во вторник на 7 март во 20 часот во галерискиот простор на Вондерлуст на улица Македонија. Благодарам многу за одвоеното време. Благодариме, пријатно. Благодариме. Поздрав. Звук на хаотична организираност. Музичка дијамантска сложувалка на радио. FM Врева.